Пред работа со Мирјана Јовановска-Стојановска. Дали некогаш сте се запрашале како изгледа работниот ден на еден психолог? Токму затоа Мирјана е мој денешен гостин кој ќе ни објасни како всушност изгледа нивниот работен ден со оглед на тоа дека околу 20 години и повеќе работи оваа професија. Мирјана, мило ми е што сте дел од нашата емисија и што прифативте да бидете мој гостин. Да, благодарам за интересот. Најверојатно ќе би излезе нешто интересно од ова. Се надевам и јас. За кратко на почеток, како се одлучивте токму за оваа професија? Дали можеби некој ви беше репер од вашето семејство, од блиските? Па не, одлуката за да бидам психолог беше како избор на факултет или наука што би сакала да проучувам. Гледав различни можности и она што беше истакнато во програмата за студирање, зашто ја почнав во Москва да студирам, беше нешто што најдов дека ме интересира и дека за мене ќе биде окей. Не имав представа што значи точно психологија или што јас денеска ќе работам, значи немав никакви идеи. Едноставно сакав нешто да учам и тоа беа некои предмети што побудија интерес кај мене. Си дојде спонтано. Да, беше многу спонтано. Кажете ми како изгледа еден работен ден на психолог, како ви започнува утрото пред работа, што се случува за време на работниот ден, кои се оние позитивни страни кои што ве држат на некој начин до ден денес да работите оваа професија и кои се оние негативни кои што секоја професија ги има? Па вака, психологијата е баш онака една огромна наука, покрива многу полиња, интердисциплинарна е, се конектира со многу други полиња научни, така да различни правци може да се има. Она што јас сум го одбрала во психологијата основно беше дека психотерапијата е голем дел од мојата работа, но покрај тоа јас станав и професор на универзитет, на факултетот за психологија на МИТ. Покрај тоа имам и некои функции други кои ги имам во животот и као председател на Комора на психолози, јас сум председател и на Федерацијата Европска за психодрама тренинг организации, кои исто си носат своји обврски и одговорности. И различни ми се деновите заради различните обврски што го имам. Ама бидејќи најголемиот дел од мојата работа е врзан со психотерапијата, психолог, психотерапевт, јас сум гешталт терапевт и психодрама психотерапевт, водам и тренинзи за психодрама психотерапија. Најповеќе работам со луѓе, зашто мислам дека во која и област да се работи во психологијата, дали е врзано со работни организации, со клиника, со образование, со деца, со возрастни, основната грижа, основната работа на психологот е да се грижи за менталното здравје на луѓето. Дали ќе работи во превенцијата, дали ќе работи во лечењето, во помошта на луѓето, значи секогаш е грижата за менталното здравје. И од прилика без разлика уствари што ќе работам тој ден најповеќе, јас станувам доста рано. Најверојатно моите беа работници, одеа во 5:30 на работа, ме будеа, ајде треба да си ги завршуваш дневните обврски и ми останало од тогаш да станувам многу рано. Често пати станувам на изгреј сонце и ги сликам затоа што ме воодушевува, секој изгреј сонце е различно. Оно што јас го научив во тренингот што го поминав за да станам психотерапевт, дека грижата за себе како терапевт е многу битна за да можеш после да бидеш окей и да пружиш грижа за некој што дошол кај тебе да те праша. Грижата за мене, она основната, да се истушираш, да измиеш зъби, да се спремиш, да си напиеш водичка, да се исчешлаш, да си така основното некои дејствија кои ги правам за да јас се почувствувам окей.